Притисокот се исплатеше. Европската унија предложи специјални визи за професионалните возачи од земји надвор од Шенген зоната. Европската комисија излезе со нова стратегија за визи за продолжен краткорочен престој за возачите на камиони од државите од Западен Балкан. Во стратегијата јасно стои дека овие луѓе кои се така наречени бизнис патници патуваат во име на доверливи компании кои генерално представуваат низок ризик за унијата и се сметаат за сигурни. Комисијата смета дека овие возачи, уметници, спортисти транзитираат поради работа без намера трајно да останат во Европа. Сепак во документот пишува дека не постои заеднички пристап за вакви доверливи патници и корпоративни спонзори, при што секоја земја членка има посебни шеми и олеснувања за процесот на издавање визи. Комисијата планира да состави список на признаени компании и работници кои би биле исклучок од правилата. Некои од овие шеми се насочени кон специфични сектори како што се индустриите за превоз или патен транспорт. Ова води до фрагментација за бизнисите кои се активни низ цела Европска унија. Заедно со земјите членки, комисијата ќе се консултира со земјите членки за формирање на можен заеднички список на потврдени компании, вклучувајќи стартапи и компании со зголемување на побарувачката, чии вработени би добиле забрзана обработка, олеснувајќи ги процедурите за доверливи деловни патници и носејќи економски придобивки за целиот единствен пазар на ЕУ. Новите правила се уште не се конечна одлука. Во документот се нагласува дека засега станува збор за стратешки размислувања и анализи на ниво на Унијата и дека сите измени на правилата ќе зависат од натамошните преговори меѓу Европската комисија и земјите членки. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски очекува Македонија да биде повикана на состанок за да се најде конечно решение за овој проблем кој е закана за економијата. Тој изминатава недела интензивно разговараше со неговите колеги од Хрватска, Бугарија и Грција во обид да се изврши притисок врз Унијата да ја разбере сериозноста на проблемот. За жал, во тој момент не се најде решение и еве ескалираше ситуацијата. Сега се обидуваме да помогнеме колку што можеме. Вчера бев во официјална посета на Загреб, каде што помеѓу другото разговарав и со подпредседателот на хрватската влада и министер за транспорт и морепловство, на кој што сакам се заблагодарам затоа што денеска утрово излезе покрај заедничкото соопштение кое што го имавме вчера, денеска излезе со официјална пресконференција пред хрватските медиуми и побара Европската комисија да го реши овој проблем и целосно застана на наша страна. Камионџиите веќе четврт ден ги блокираат граничните премини со соседите и се надеваат дека проблемот ќе се надмине. Додека македонските транспортери блокираат 10 гранични премини, а српските камионџии го запреа товарниот сообраќај на Табановце, нивните црногорски колеги се откажаа од блокадите. По состанокот со владени представници добиле уверување дека транзитот за увоз на стока ќе трае најмногу 72 часа. Првично беше најавено дека блокадите ќе траат до недела, но доколку Европската унија најде решение, тие ќе престанат веднаш. Граничните премини се блокирани од 370 товарни возила. Проценките досега се дека загубите на ниво на Западен Балкан од блокадите чинат и до 150 милиони евра дневно, а најмногу погодени се земјоделството, автоиндустријата, хемиската и преработувачката индустрија.